Татко Небесен, што ми подари уште еден ден, што ме исправи, што ме облече во Твојата љубов, што ми даваш сила, што ми даваш слово со власт, што ми го отвори срцето за Твојата љубов, што ми даде ново срце, чисто срце, како што се вели во Матеј, Евангелие по Матеј, блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Ти благодарам што ми даваш да те видам во секого, зашто Ти си создал се, земјата, небесата и сите нас. И ние сме овде на земјата во личен избор да Те избереме Тебе и да се вратиме во Божјото царство на небесото, како што вели Исус. Одам, но ќе се вратам да ви приготвам место, зашто ви приготви Божјото царство на небесата. Јас сум професор Тихомир Стојановски, предавам сценски говор со техника на глас на Факултетот за драмски уметности и пишувајќи го својот докторски труд од обред до театар, истражувајќи ги најраните форми на потребата на човекот да создава театар, односно потребата да се соедини со Бог, бев допрен од Духот Свети и поверував во Бога и денеска сакам да ви сведочам за живите слова на Светото Писмо. Бидејќи и театарот се занимава со слова кои ги напишал некој друг и треба да ги протнете во својата душа, да ги овоплотите и да ги играте како да се дел од вас, а публиката да не прави разлика. Шекспир има еден стих кој вели: Господ ви дал едно лице, а вие од него правите друго. Видете, Вилијам Шекспир, кој на крајот на својот живот ја кажува познатата реченица: ја предавам својата душа на Отецот Небесен, целосно верувајќи во Исуса Христа, мојот Спасител. Татко Небесен, Ти благодарам што ми го отвори срцето за Твојата љубов, што ми даваш власт да газам на змии и на скорпии, што ме облекуваш со сила од озгора, што ми даваш слово со власт, што ми го отвори умот за да ги разберам словата, Твоите живи слова од Светото Писмо, најголемата божествена драма за која денеска се создадени религиски заедници кои поинаку ја читаат драмата, бидејќи ја читаат со умот, а добро пишува во Светото Писмо: Словото убива, а духото животворува, дека треба да се разбере Светото Писмо во дух и вистина и да ви се даде слово со власт, да го молиме Бог да ни даде мудрост да го разбереме Светото Писмо. Прво соборно послание на светиот апостол Јован Богослов. Едно од оние посланија кои оставаат длабока трага. Светото Писмо е феномен, бидејќи тоа е живо слово. Ако почнете да го звучувате подолго време, да го читате, тоа ќе почне да менува нешто во вас. Тоа ќе се всели во вас, како што вели и Словото стана тело во Евангелие по Јован и се всели во нас полно со благодат и вистина. Ќе почнете во таа благодат и вистина да ги разбирате причините и последиците зошто сте овде на мајкава земја, каде имате два пата. Значи, најголемата драма создадена од Бог за животот и смртта, каде што можете да го изберете Исуса Христа и да изберете живот во благослови, живот во долгоденствие, Божји живот, вечен живот на небесата, или да го изберете да останете таму и каде што сте сега, бидејќи ако не го изберете Исус, вие секако припаѓате на другата страна и да живеете живот во проклетство. Првото соборно послание на светиот апостол Јован Богослов, кој живеел на островот Патмос, после 100 години легнал во гробот, го закопале и последна недела им рекол: отворете го, така пишува во житието негово, и него наште телото, дека е вознесен на небесата. Господ знае, во тело ли, без тело ли, знам за еден човек кој бил однесен на небесата, нели? Во тело ли, без тело ли, јас не знам, Господ знае. Значи, првото соборно послание на светиот апостол Јован Богослов, во кој е содржано целото Свето Писмо, и тоа е феноменот на Библијата, на живите слова. Во секој Евангелие, во секој послание се содржи целата Библија. И ние ја познаваме љубовта, 4 глава, 16 стик, која Бог ја има кон нас, и поверувавме во тоа дека Бог е љубов и дека оној кој пребива во љубовта, во Бога, кој пребива во љубовта, пребива во Бога и Бог во него. Значи, категоријата христијанство, да поверуваш во Исус Христос, не религија, жива вера е
Пребивање во Бог, односно во љубовта. Љубовта во нас се усовршува затоа за да бидеме слободни на судниот ден. Слободни на судниот ден, ако вие го живеете животот на љубовта, живеете во единство со Бог, како Енох, има еден стих во Стариот Завет. Енох чекореше со Бог, врвеше со Бог и Бог го зема, исчезна. Значи, слободни на судниот ден, да не одите на суд. Значи, бидејќи како што е Он, како што е Отецот Небесен, така сме и ние во овој свет, како што Исуса не го познаа, така и нас не познаваат, бидејќи тие се чеда на ѓаволот, како што пишува во Светото Писмо, кој не го признава синовите Божји, оние што го избрале Исуса. Во љубовта страв нема, а совршената љубов го пади стравот. Бидејќи стравот има мака, кој се бои, не е совршен во љубовта. Во љубовта страв нема. Легнувам, заспивам и станувам, бидејќи Господ ме чува. Ние го сакаме Отецот Небесен и Неговиот Син Исус Христос, бидејќи Он порано не засака. Ако некој рече го сакам Бога, а го мрази својот брат, лажеце. Ако некој рече го сакам Бога, а го мрази својот брат, лажеце. Оти кој не го сака својот брат кого го видел, како може да го сака Бога кого не го видел? Значи, суштината за да одите во љубов е да го сакате својот брат. И таа заповед ја имаме од Него, кој го сака Бога, да го сака и братот свој. Значи, првата заповед, љуби го својот ближен како себе си, е тешко да се издржи ако вие не сте му се предале на Бог, бидејќи нашата природа е грешна. Првиот грев на паѓањето на сатаната и неговите ангели на земјата, ние сме дел од нив. Вториот грев на Адам, првиот грев не може да се откупи, нас ни треба сила, затоа Господ го испрати Исуса Христа да го откупи тој грев. Го испрати првородениот од мртвите, го испрати Исуса, првородениот. Јас постојам уште пред да се роди Аврам. Тој ги изеде сите наши гревови дека ние отпаднавме од Бог, му се спротиставивме на Бог, не го признавме. Ние забораваме дека Бог не создал. Бог е тој што дава светлина, Бог е изворот. Ние сме само приматели. Ние можеме да бидеме допрени од Бог и во еден миг да помислиме дека ние сме изворот. Значи, ние го сакаме бидејќи Он порано не засака. И таа заповед ја имаме од Него, кој го сака Бога, да го сака и братот свој. Ако ти не го сакаш братот свој кого си го видел, како можеш да го сакаш Бога кого не си го видел? Значи, тешко е да се сака братот свој. Нашата природа е отпаднатиот ангел. Значи, ние треба повторно, ни потребен ни е Бог да се насели во нас, да ги читаме живите слова, не со ум, туку со срце, да се населат словата во нашето срце, да се помолиме да ни се отворат словата, да ги разбереме, не како христијанските деноминации, кои читаат една божествена драма, напишана од Светиот Дух, од самиот Бог. Библијата се поделиле на различни религиски категории и дури не се љубат меѓу себе. Секој кој верува дека Исус е Христос од Бога е роден. И секој кој го сака оној кој родил, го сака и оној кој е роден од Него. Значи, секој кој верува дека Исус е Христос, е Месијата, Спасителот од Бога е роден. Ние зборуваме да бидете родени од Бог. Родени од Бог е да се откажете од вашата грешна природа, вашата волја да се порамни со Божјата волја, нека биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Да се покаете, да го примите Господ во срцето, нели, ако го пребивате во љубовта, пребивате во Бога, зашто Бог е љубов. Потоа познаваме дека ги сакаме чедата Божји, кога го сакаме Бога и ги пазиме Неговите заповеди. Неговите заповеди не се тешки, љуби го својот ближен како себе си и љуби го Господ својот Бог со сето своје срце, со сиот свој разум, со сета своја душа. Значи, живото христијанство е чекорење со Бог, чекорење во љубовта. Бидејќи љубовта кон Бога се состои, ова е веќе 5 глава 3 стих, се состои во тоа да ги пазиме заповедите Негови, а Неговите заповеди не се тешки. Секој од нас има потреба од љубов. Светот живее без љубов. Осамени, безнадежни, се мразат, се врзуваат за одредени идеали, се врзуваат за предмети, се врзуваат за состојби. Потребен им е Бог.
потреба им е светлината, изворот, Отецот Небесен, но не го наоѓаат, бидејќи се врзуваат во светот и таму нема љубов, нема светлина и тогаш одите во темнина. Оти секој кој е роден од Бога го победува светот. И ова е победата што го победи светот, верата наша. Значи ние зборуваме роден во Бог, родение, богороден, клекнуваш и се покајуваш, прости ми Господе, грешен сум, правев тоа, не љубев, судев, омразен, пиев, пушев, крадев, лажев. Простувам на сите, се покајувам, дојди Господе во моето срце, промени ме, нека биде волјата Твоја. Кој го победува светот, ако не оној кој верува дека Исус е Син Божиј, Син Божи категорија, на сите што го примија, вели во Јованово се вели, им даде можност во македонскиот превод, во англискиот им даде сила да станат синови Божии. Синови Божии значи вие да викате татко мој, за се што имате проблем. Синот има потреба од таткото, ние имаме татко на небесата, човекот, Богот, човекот, Бог не се присутна светлина. Дух кој создал се, сето ова што го гледате, снегот, водата, воздухот, мене ме создал. И јас не си припаѓам себе, му припаѓам нему, како што вели Исус Христос. И тоа значи вие да се родите во Бог, тогаш Божиот Дух пребива во вас, ако го читате Светото Писмо, кој ќе го возлюби моето Слово. Вели Исус, ќе дојдеме со Отецот, ако ви останете во моето Слово и го возлюбите, ќе дојдеме со Отецот Небесен и сокровиште во Него ќе направиме. Да направи Господ сокровиште во вашето срце и тогаш сте вие богороден и го победувате светот. Исус Христос е оној кој дојде преку вода и крв и преку Духот. Исус Христос дојде преку вода, беше крштен од Свети Јован во водата, во реката Јордан, кој му рече, јас не сум достоен ни врвките од обувките да му ги одврзам. Беше крстен од Свети Јован Богослов во реката Јордан, преку вода и преку Дух. Исус Христос е оној кој дојде преку вода и крв и преку Духот. Не само преку вода, туку преку вода и крв. Значи Исус би се крштен во реката Јордан од Свети Јован. Тој му рече, јас не сум достоен ни врвките од обувките да му ги одврзам. Јагнето Божио кое ги зеде гревовите на светот врз себе, и во тој момент се појавува Светиот Дух како гула врз Исуса, Исус како овоплотен на Отецот Небесен, Син Божи, и гласот на Отецот, овој е мојот возлюбен Син. Тоа што денеска ние го зборуваме тројство, троединен Бог, односно Бог Отецот, кој се материализира во Исуса Христа и бидејќи е Дух, може да дојде да живее во вас, за да можете да го разберете, бидејќи Бога никогаш никој не го видел. Исус Христос е оној кој дојде преку вода и крв. Ја пролеа својата крв за секој од нас, не се потребни веќе крвни жртви за откупување на гревовите. И преку Дух, значи Духот Божји пребива во него. Духот на мојот Отец, тој му вели, уште ли не си ме видел, Филипе, Исус? Покажи ми го само Отецот. Тој ми вели, кој го видел Отецот, ме видел мене, го видел Отецот, зашто јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Ако не можете ова да го разберете, не се фаќајте за збор. Исус Христос е оној кој дојде преку вода и крв и преку Духот. Не само преку вода, теку преку вода и крв. Духот е оној кој сведочи. Значи, Духот е оној кој сведочи, оти Духот е вистина. Кога им вели, кога ќе ве одведат пред суд, немој да се секирате што ќе кажете и што ќе зборувате, зашто ќе ви биде дадено што да кажете. Вие секогаш прашувате што да направам денес за тебе, Господи, кои слова да ги озвучам за да ги разберат. И Духот следува и ви зборува. Значи, Духот на мојот Отец е оној кој говори. Зашто тројца се кои сведочат и Духот е вистина, како што го нарекува Исус кога се вознесува на небесата, им вели, Отецот ќе ви испрати друг утешител, Духот на вистината, Светиот Дух, Духот на љубовта, со кој ќе бидете запечатени за денот на воскресението и кој ќе ве води, ќе ви даде сила за сведоштво, зашто тројца се кои сведочат на небото, Отецот, Словото и Светиот Дух. И тројцата се едно е тоа, Отецот Небесен е се. И тројца се кои сведочат на земјата, Духот, водата и
крвта и тројцата сведочат заедно. Не може едно без друго, не може да има само крштевање, да го нема духот, не може да ја нема крвната жртва на Исуса Христа. Тоа е поврзано, бидејќи нашата грешна природа не можеше да биде откупена во слободна волја да го избереме Отецот Небесен, да побараме прошка од Него, што сме се одметнале од Него, од Неговата светлина. Затоа дојде Исус, ги зеде сите гревови, се овоплоти, стана човек преку Марија. Но не треба да ја славиме Марија, бидејќи ние зборуваме овде за Бог. Има еден стих кој вели: моите патишта не се ваши патишта, моите мисли не се ваши мисли. Ако не можете да го разберете тоа, не го анализирајте со умот, молете се во срцето да ви се отвори. Ако го примаме човечкото сведоштво, Божјото сведоштво е поголемо, бидејќи тоа сведоштво Божјо со кое Бог посведочи за својот син. Значи, како што Исус е син Божји, така можете и вие да станете син Божји ако го изберете Исуса. Кој верува во Синот Божји, тој има сведоштво во себе. Кој не му верува на Бога, го прави лажец, оти не поверувал во сведоштвото Негово со кое посведочил Бог за својот син. Тоа е веќе прво соборно послание на светиот апостол Јован Богослов, 5 глава. Кој верува во Синот Божји, тој има сведоштво во себе. Кој не му верува на Бога, го прави лажец, оти не поверувал во сведоштвото Негово со кое посведочил Бог за својот син. А сведоштвото е тоа дека Бог ни дарувал живот вечен. И тој живот е во Неговиот син Исус Христос. Слава ти, Татко Небесен. Слава ти, Господи Исусе Христе. Значи, вие сте овде на земјата во големата божествена драма на животот и смртта, запишана во Светиот Дух во Библијата. Да изберете живот, значи, Бог ни дарувал живот вечен и тој живот е во Неговиот син. Нека ти биде според верата, вели Исус неколку пати кога исцелува човек. Кој го има Синот Божји, го има тој живот. Кој го нема Синот Божји, го нема тој живот. Ако вие го немате Исуса, вие одите во смрт, во гибелна смрт, и потоа Божјите патишта се превисоки да го објаснуваме што ќе се случува. Вие се одметнувате од Бог, од светлината и љубовта, и станувате спротивни на тоа темнина и нељубов, омраза. И ова ви го напиша вам кои верувате во името на Синот Божји, за да знаете дека имате живот вечен и да верувате во името на Синот Божји. Значи, човеку, сакаш ли да живееш, да бидеш облечен во љубовта Божја, да ги кренеш рацете и да го славиш Бога, да не те допира овој свет, да го победуваш светот, избери го Исуса Христа. И тоа е слободата која имаме пред Него, дека ако просиме нешто по Негова волја, Он не послушува. Тоа значи да ја порамниш својата волја. Нека биде волјата Твоја, Татко мој на небесата, нека биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце, ако сакаш да живееш живот во благослови и долгоденствие. Значи дека ако го молиме нешто по Негова волја, Он не послушува, бидејќи има нешто што не е Негова волја, не го разбираме, молиме за нешто, а потоа се случува тоа и не можеме да се справиме со тоа, бидејќи Исус вели: ви давам колку што можете да понесете. Ако го знаеме дека не услишува, што и да побараме, знаеме дека ќе добиеме што и да сме побарале од Него, колку и да го молиме. Татко Небесен, Татко Небесен, ти благодариме што ни даруваш се што ни треба и во нашиот живот што се случува Твојата волја. Ти благодариме што си ни ја дал Македонија, отвори ги срцата на овој народ, на македонците и на сите што живеат во неа, за Твојата љубов, да ја живееме Евангелието на мирот, Твоите живи слова, да ја живееме Твојата љубов и како Енох да не собереш на небесата. Ако некој го види брата си да греши со грев не за смрт, нека се моли и Бог ќе му даде живот. Односно на оној што греши не за смрт. Постои грев за смрт, за тој грев не велам да се моли. Грев за смрт. Секој што ќе каже нешто против Духот Свети нема да му се прости ни на овој, ни на оној свет, пишува во Јованово. Ако некој сгреши преку Синот човечки, против Синот човечки, против Исуса, ќе му се прости. Но ако сгреши нешто против Свети Дух, нема да му се прости ни на овој, ни на оној свет. Видете, Свети Дух,
како што пишува во Светото писмо. Целото Свето писмо е од Бога вдахновено, од Духот Свети. Значи, вие ако не ги почитувате двете Божи заповеди, не го љубиш својот Бог со сето свое срце, не го љубиш својот брат, ти не пребојуваш во љубовта и тоа е во гревот на смрт. Знаеме дека секој роден од Бога не греши, но родениот од Бога се пази и лукавиот не се допира до него. Кога вие ќе се родите во Бог и ќе бидете допрени од него, ќе ја сетите неговата љубов и неговата сила и неговата светлина ќе свети во вас како свекник и ќе бидете светлина на светот. Тогаш вие ќе размислувате за секој изговорен збор, за секоја постапка, за секоја мисла, бидејќи за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето ќе одговараат на судниот ден, пишува во Евангелието, по посланието по Јаков. Тогаш вие знаете дека еден ден ќе треба да одите пред Бог и добро ќе размислите како ќе се однесувате. Затоа што луѓето во еден момент, првата гревовна смрт, Адам и Ева, ќе бидете како богови, значи за отфрлање на Бог и сами да решаваат за доброто и злото, човекот греши, убива, осудува, силува и прави лоши работи, бидејќи е демонска природа, отпаднат дух, материализиран од сатанат и неговите ангели. Знаеме дека ние сме од Бога и дека целиот свет лежи во зло. Знаеме исто така дека Синот Божји, Исус Христос, дојде и ни даде светлина и разум, за да го познаеме вистинскиот Бог, и ние пребиваме во вистинскиот Бог, неговиот Син, Исус Христос. Он е вистинскиот Бог и живот вечен. Он е вистинскиот Бог и живот вечен, човеку. Избери го Исуса и спаси се. Немаш потреба да се мачиш, да ги носиш сите тие болки, болести и страдања. Исус ги зема за тебе на крстот. Он ги зема нашите болки, болести и страдања. Он ги понесе болестите. Он го зема сето проклетство, го зеде од светот. Чеда, така завршува посланието на апостол Јован Богослов. Пазете се од идолите. Идолопоклонство што подразбира, го забораваш Бог, значи грнето го заборава грнчарот и вели јас сум Бог. Идолопоклонство е немање мудрост, неприфаќање на Бог, себе афирмирање, славење на разни денови, настани, годишнини, врзување за татковина, за семејство, врзување за храна. Идолопоклонство е сето она што ви е поважно од Бог. На прво место е Бог. Ние сме овде за да се вратиме кон Него, да го избереме, да не облее Неговата љубов и да се вратиме и да станеме синови Божји. Другиот пат на другата драма е гревовна смрт, огнено езеро и еден циклус кој подразбира отпаѓање од светлината и љубовта Божја и процес на повторно враќање кој ќе трае, како што ние зборуваме за вечен живот, во една вечна преобразба, која не е пријатна. Искуствата на луѓето што биле во Тартарот, во пеколот, се дека не е баш пријатно да се биде таму. Кога луѓето би знаеле каде одат без Исуса Христа, би трчале сите кон Него. Но, во Библијата пишува, Господ знае кои луѓе се Негови. Тој не гледа на лице, туку на срце. Татко Небесен, Ти благодарам што си го создал се во ова, што си ме создал и што го разбуди моето срце да се покајам, да поверувам во Тебе, да ме облее Твојата љубов, зашто пишано е, ако љубов немам, ништо не сум. Да имате љубов подразбира во вас да живее Бог, Отецот Небесен и Неговиот Син, Исус Христос. Слава Ти, Татко Небесен. Останете во мир, љубов и долгоденствие
ostanete pod тесната патека на Исуса Христа, која води кон живот Бог, кон живот вечен, во мир и љубов. Амин. Мир вам. Мислам на тебе, кога Светиот Дух е во мене. Мислам на тебе, љубовта твоја е врз мене. Svesno pokazuje